Добар ден, криптоентузијасти. Денес ќе направиме една мала вежба, во која што, како што кажавме, ќе пробаме да искористиме флип чартови со цел да одредиме цена на тоа дали сме направиле подобар избор во случај да користиме едно или друго добро, со тоа што ќе правиме флип помеѓу едниот и другиот чарт во целиот овој сегмент. Значи, најдов начин како можеме тоа да го направиме, со тоа што првенствено ќе го намалиме овој чарт, за жал, ќе мораме малку да работиме, да импровизираме, со тоа што прво, значи, ќе морам да го пресечам. Значи, како што се сеќавате, разговаравме за тоа како може да се направи, односно преку реплей можеме да направиме вежба со тоа што, значи, еве на рандом дел од самиот чарт ќе го запреме уште на самиот почеток. Ова е што можеме да видиме, не е баш почетокот, но овој компарационен чарт нормално почнува подоцна кога двата коина кои што ги споредуваме имаат доволно информации за да можеме да ги споредиме. Со тоа што во овој реплей нормално ќе ги искористиме Ethereum, Bitcoin како двата најстари коина кои што ќе имаат соодветен, да речем, волумен на информации за да можеме да направиме ваква вежба. Со тоа што ќе поставиме на овој sticky note, значи каков е напредокот, како едноставно успеваме да ги практично собереме плусовите кои што би ги имале доколку држиме во Биткоин или во Етериум и минусите нормално, со тоа што, значи, во овој чарт ќе се обидиме да видиме како би изгледало и колку би биле плюс или минус во однос на дали држиме Биткоин или Етериум во одреден дел од чартот. Значи, тоа е основната работа која што треба да видиме дали овој чарт би ни помогнал да бидеме во плюс или не. Со тоа што, значи, почнуваме од неделно ниво, значи ќе работиме исклучено неделно ниво, иако ова не е правилно, ова е само за вежба, значи ова е само да ни покаже да видиме како би изгледал напредокот на еден чарт во оваа ситуација, тоа што прво мора да го исчартаме. Значи, треба да поставиме ова дека е на неделно ниво. Значи, тоа е првото ниво. Значи, буквално почнуваме како стандарден чарт и да видиме како сето тоа ќе ни помогне, со тоа што, значи, ќе го исчартаме како стандарден чарт. И потоа ќе ги додадеме двата основни чарта со цел да видиме што би се случувало во оваа ситуација. Значи, првенствено работиме на компарациониот чарт. Значи, ќе разговараме како го правиме тоа постепено, нормално, со тоа што, значи, прво го имавме ова ниво овде, го имаме ова ниво овде, кое што можеме да видиме испочитувано, го имаме ова поле, кое што е од овој нагорен дел на трендот моментално кој што го гледаме, со тоа што ќе напоменем уште еднаш оние кои што не ги гледале нашите претходни видеа, посебно за флип чартови, треба да се вратат назад да ги погледнат, со цел да им биде јасно што моментално правиме, со тоа што дополнително мораме да објасниме кои индикатори користиме. Користиме Bollinger Band, Forex поставени на 50, 100, 200 и 300, како и Bull Market Support Band, значи се е овдека моментално применето, со тоа што сега моментално ќе ги определиме и нивоата на овој чарт и од тој момент ќе почнеме да правиме фактички одлуки во што би држале одредена, да речем, одредена количина. Се нема да работиме со количина, тука например, еве, само ќе ставаме граница од овој момент, значи ние фактички одлучуваме што е подобро да се држи. И во тој момент почнуваме, нели, понатаму да се движиме во однос на тоа како самиот чарт се движи и да видиме во што би биле по профитабилни, во Ethereum или во Биткоин. Со тоа што постојано ќе правиме флип на вредност од едниот во другиот и ќе запишуваме колку е, значи, колку би било доколку сме одржале во Биткоин, колку сме било доколку држиме во Етериум, со тоа што ќе назначиме што сме држале во моментот и ќе видиме на крајот дали сме ги направиле правилните избори во однос на користење на овој чарт заедно со двата останати чартови кои што ќе ги додадеме, но ќе видите како. Значи, прво мораме да го завршиме овој чартинг, со тоа што, значи, исто така овдека сега проблемот е што ова не е цел бран, но само момент. Ова би било практично браното, кога го вратиме на месечно ниво, јас верувам дека овдека ќе биде нивото, затоа и нема да го враќаме да не комплицираме, со тоа што и во оваа ситуација можеме да видиме дека се формира, значи да заборавиме дека знаеме како изгледа овој чарт, буквално ќе се однесуваме како да прв пат го гледаме овој чарт во оваа ситуација, да видиме дали и ова е така. Не, значи ова не е канал, но нормално се повеќе нормално во оваа ситуација би изгледало дека станува збор за триаголник. Значи триаголна формација во оваа ситуација која што би изгледала вака, со тоа што сече што помалку свеќи, значи точно би било овде. Добро. Значи буквално правиме нормален чартинг на
чарт со тоа што во оваа ситуација треба да одлучиме што понатаму ќе правиме. Значи гледаме дека овој триаголник се уште не одлучил во која страна ќе се движи, затоа е попаметно во оваа ситуација, значи нели како и секогаш остануваме во биткоин додека не видиме breakout, тоа што имаме солидно ниво, доколку овој breakout се потврди нагоре од триаголникот, ќе смениме во Етериум во тој момент, но останува да видиме. Значи еве, сега моментално да речеме дека се уште држиме во биткоин, се уште не сме направиле флип. Сега, што ќе направиме следно? За да можеме да видиме точно што правиме, ние мораме да ги додадеме и двата чартови на нивните цени. Значи ова е чартот кој што ги споредува цените помеѓу себе, а сега треба да додадеме чартовите на нивните цени. Со тоа што, значи, моментално ќе додадеме Bitcoin USD на Bitstamp, New Price Scale и Ethereum USD исто така на Bitstamp, New Price Scale. Значи моментално вака изгледа, значи од самиот почеток, со тоа што моментално ќе ги промениме во наместо линија ќе ги промениме да бидат свеки, со тоа што да речем првата ќе ја ставиме да биде значи црвено со зелено, како што и е стандардната, но па во оваа ситуација ќе ги измешаме многу, но како и да, ќе ги ставиме црвено со зелено, ние Ethereum. Додека плаво со жолто ќе ни биде, значи, биткоин, со цел да можеме да ги разликуваме. Значи жолто кога се движи нагоре, плаво кога се движи надолу. Значи, на тој начин ќе можеме да ризикуваме еден од друг, со тоа што моментално се доста испреплетени, така да ќе мораме да ги намалиме до истиот почеток, но може би ова не беше лоша идеја да го направиме прво. Значи, во моментот сам вака. Добро, значи ќе ги ставиме на истиот почеток. Ево, тоа е тоа. Со тоа што сега ќе ги преместиме, значи, подолу, за да можеме да ги следиме правилно во оваа ситуација и да видиме кој во колкав процент расте. Значи, ние продолжуваме да го следиме овој чарт. Овдека е само за да видиме колку бил растот на самото оно што сме го одбрале во овој период. Значи, во моментов чекаме прво да видиме breakout и breakout над bull market support band и да видиме што ќе се случи во таа ситуација. Значи, се уште нема breakout, се уште држиме во биткоин, се уште не сме промениле. Значи, затоа нема да ставиме ништо моментално. Во оваа ситуација, например, кога имаме breakout, со оглед на фактот дека е на неделно ниво, јас би очекувал на дневно ниво тоа да се потврди, но сега би промениле во Ethereum, со тоа што јас моментално ќе ставам овдека. Значи, после самата линија, значи од овој момент нагоре почнуваме да рачунаме дека имаме во Ethereum и да видиме дали ќе биде попозитивно да држиме цената во Ethereum, вредноста во Ethereum или во Bitcoin, со тоа што ги имаме двата чарта овдека и ќе можеме да измериме. Значи, да видиме што ќе се случи. Тоа е проблемот, што уште не беше потврдена самиот breakout. Дури сега го потврдиме самиот breakout. Значи, сега во случајов, што би било паметно? Со оглед на фактот дека се уште се движиме по овој тренд, а ние моментално имаме Ethereum. Тоа значи дека овој чарт колку повеќе се движи нагоре, толку повеќе Ethereum outperform му прави на Bitcoin. Со тоа што ние во оваа ситуација земавме Ethereum, значи каде што можеме да измериме оваа ситуација нагоре, кој би бил со подобар перформанс, се додека не направиме флип. Сега во оваа ситуација ние ги продолжиме и понатаму, затоа што нас ни одговара. Значи моментално цената се движи по овој тренд, само што проби над bull market support бендот, Bollinger бендот нагоре е доста далеку, а да речем да проба например да се придвижи во горниот дел, има уште доста време. Така да остануваме и понатаму на овој тренд, значи нас ни одговара. Гледате, значи се уште ни одговара комплетно и нема да го промениме, барем не во овој дел. Сега значи имаме повторен ретест. Проблемот е што во оваа ситуација зашто имаме ретест е паметно да завршиме и да го земеме профитот, затоа што може да се случи да падне полу, затоа што гледаме дека овој може да биде неуспешен овој дел над bull market support бендот и пробив под овој тренд лайн. Со тоа што во оваа ситуација што ќе направиме? Ќе измериме, значи кога веќе менуваме повторно во биткоин сега. Значи сега треба да видиме колку профит сме направиле за разлика од тоа доколку би држале во Ethereum. Значи ќе измериме од овој сегмент овде до моменталниот сегмент, тоа е, значи ние сме во грубо кажано 31% профит. Значи доколку би продале во оваа ситуација, значи ние ќе бидеме 31% во профит во Ethereum и ние државме Ethereum нормално моментално, затоа што ќе ставиме до Ethereum, не знам, ќе ставиме T, да се знае дека сме држале Ethereum, со тоа што сега ќе провериме колку би било доколку држевме
биткоин, значи во оваа ситуација, ова би била ситуацијата. Да. Значи во ситуација е подобро да сме држеле биткоин, со тоа што имаме 54%, значи би биле профит да држевме биткоин, затоа што немаме соодветен брейкаут. Да имавме брейкаут, ќе го добиевме тоа позитивно, но како и да е, да видиме како понатаму ќе се покаже самиот чарт и да видиме дали сме дали би биле во право. Сега значи ние сменивме во биткоин затоа што овој пат многу помалку би се одразил, затоа што гледаме дека нели моментално ако кога се движи овој чарт нагоре, имаме outperformance на Ethereum над биткоин и обратно, кога се движи овој чарт надолу, имаме outperformance на биткоин над Ethereum, без разлика дали е тоа профит или загуба. Значи во оваа ситуација ние правиме промена и од овој момент почнуваме да рачунаме повторно, но во биткоин сега, затоа што сега моментално држиме биткоин и се припремаме за потенцијален пад, затоа што многу помалку би паднал. Еве, гледате она што го кажаме, дека ќе падне под bull market support band-от, значи се уште е попаметно да се држи биткоин, затоа што моментално биткоин прави комплетен outperformance на Ethereum, со тоа што гледате. Значи сега моментално треба да видиме дали ова ниво ќе се задржи или ќе падне под него. Ако падне под него, се уште не се исплати повеќе да држиме биткоин, затоа што, значи гледате, перформансот паѓа. Добиваме собирање на Bollinger Band-от, со тоа што значи очекуваме уште поголем потек, а гледаме дека овој потек се движи се повеќе надолу. Имаме 50 неделна средна вредност и Bollinger Band-от на долна граница заедно со ова ниво на неделно, така да мораме да видиме дали и понатаму ќе продолжи да движи или ќе имаме ретест за да го промениме повторно во Ethereum назад. Значи мораме да видиме што ќе се случи. Не, гледате, значи овој потек е толку јак и затоа е многу попаметно кога веќе видовме дека сме одбиени од bull market support band и од горниот тренд, да држиме во биткоин и гледаме дека моментално е сосема правилна одлука во однос на тоа што гледаме на чартот. Следно поле кое што би било поддршка на оваа цена би било оваа свеќа. Ќе видиме дали истата ќе се задржи, доколку не ќе мораме да држиме биткоин се додека не дојдеме до оваа долна граница, да видиме што ќе се случи. Значи тоа е поентата. Треба да одлучиме кое од овие две би било подобро да се држи во одреден сегмент од чартот. Значи се уште не сме се придвижиле долу, сега интересното што е. Значи, ако претходно сме направиле успешни ретести на ова поле, јас да речем во оваа ситуација би променил во Ethereum. Но, со оглед на фактот дека ова е прв пат што го тестираме ова поле, би било паметно и понатаму да видиме дали ќе ни се исплаќа да држиме биткоин, затоа што гледате, во случајов значи ние убивме со биткоин, за разлика од тоа Ethereum цената паѓа се повеќе. Така да, продолжуваме и понатаму да видиме како се до тоа ќе изгледа, затоа што ова е првиот момент каде што ни покажува дека успешно сме направиле, значи цената се задржала во овој сегмент, така да мораме да видиме значи дали и понатаму ќе успее да се задржи. Доколку се задржи, тоа е време да промениме во Ethereum, не. Значи тоа е поентата. Постојано следиме што ни кажува овој чарт. Не ги гледаме цените, само гледаме овој чарт што ни кажува за самата цена. Значи гледаме, сега, веќе имаме ретест на овој тренд, значи се додека не најдеме соодветно дно на оваа скала, ние не променуваме обратно. Значи во оваа ситуација се уште немаме дно, се наоѓаме по долната граница на Bollinger Band, не го заборавајте тоа. Во оваа ситуација сега веќе е време да промениме обратно, затоа што имаме солидна корекција, која што јас верувам дека после овој ретест може да се придвижи нагоре и тоа многу солидно. Значи во овој момент ние ќе завршиме со нашата со овој трейд кој што го имаме, односно сега веќе ќе промениме повторно од биткоин во Ethereum. И тоа, значи гледате сега колку сме направиле во оваа ситуација од моментот каде што почнавме, а тоа беше од следно после ова. Значи моментално сме во профит. Не, мала грешка, со оглед на фактот дека жолтата свеќа е ствари биткоин, не, се уште не е време затоа што јас жолтата свеќа ја помешав со горниот чарт. Тоа е проблемот кога работиме 3 чартови на еден, мораме да бидеме внимателни, значи се уште не е време со оглед на фактот дека само што добивме пробив на цената на биткоин, значи ние држиме биткоин, одлично е за нас. Тоа е малку мораме да бидеме предпазливи во однос на гледате се поклопија двата чарта. Значи се уште се наоѓаме под долниот тренд кој што се уште мораме да го задржиме, затоа што моментално имаме солиден пробив на цената на биткоин и нема логика да промениме во Ethereum, иако Ethereum почнува да се консолидира, како што можеме да видиме. Значи се додека не добиеме обратна насока, значи следно ниво кое би било? Следно ниво би било ова, каде што моментално се наоѓаме. Значи сега во оваа ситуација кога ќе утврдиме дно, да видиме дали е тоа време. Да. Значи ретест, да видиме после овој успешен ретест ќе разговараме за
Добро. Значи, сега веќе сме утврдиле, значи во оваа ситуација дека е практично време. Зошто? Затоа што имаме корекција на цената на биткоин, додека Етериум почна да се движи нагоре. И тоа го гледаме и на самиот перформанс чарт и со обидот за пробив на ова жолто поле, со тоа што во оваа ситуација ќе го затвориме нашиот трейд со моментално 50%, значи 48 ќе ставиме, не мора да биде 50, значи моментално во оваа ситуација 48% со те, каде што ние фактички моментално инвестиравме, со тоа што да видиме што би било доколку државме Етериум. Значи ако провериме овдека ќе видиме дека од овој момент па надолу ние би биле моментално 13% во минус доколку имавме Етериум, значи само ќе ставиме вака 13%. Значи моментално втората позиција ни беше сосема солидна и направивме доста добар трейд, со тоа што моментално само што променивме повторно во Етериум. Значи од овој момент следната свеќе фактички ние веќе, тоест ева вака, значи во овој момент од оваа свеќе, затоа што нели следна од самата пречка, ние веќе се наоѓаме во Етериум, со тоа што Етериум веќе има солидна корекција, мораме да видиме дали се да ќе пробие над bull market support band-от. Ако тоа го направи, тогаш сме во одличен трейд, да видиме што ќе се случи. Значи гледате, сега моментално веќе Етериум зема замав со оглед на фактот дека значи цената на Етериум до сега стагнираше. Да видиме што ќе се случи понатаму. Че мораме постепено да ги гледаме овие чартови, посебно со оглед на фактот дека станува збор за два бехемота. Значи од овој момент сега веќе натаму можеме да очекуваме, ако успее Етериум да пробие над bull market support band-от, нема, се уште е во ретест. Значи гледате, се уште се обидува да пробие, но генерално би било попаметно да се чува Етериум, затоа што гледате, значи само што успеа да пробие над ова, значи гледате, само што успеа да пробие над ова, моментално ќе морам да ги намалам уште малку, за да можеме да гледаме што се случува. Значи ќе ги ставиме од истиот почеток како и претходно. Добро, со тоа што, значи, за да можеме да гледаме што се случува, мораме да ги намалиме затоа што истите премногу растат. Значи мораме да ги намалиме исто. Самиот почеток мора да биде постојано ист, за да можеме да гледаме точно, значи затоа што нивниот солност нема да биде ист ако произволно ги намалите и нема да ви биде правилно вежбата. Така да мора почетокот да ви биде точно ист, за да може да направите оваа вежба правилно. Значи гледате сега. Имаме корекција успешна од овој тренд, каде што ние променивме и затоа направивме сосема солидна трансакција. Сега моментално се движиме нагоре, успеавме да преминеме над bull market support band-от и сега веќе повторно ретестираме 50 неделната средна вредност како и горната граница на Bollinger Band-ов. Со тоа што не заборавајте дека моментално не користиме никаква друга анализа освен овој чарт каде што ги споредуваме двете цени на добрата кои што моментално ги тргуваме. Така да не заборавајте дека во оваа ситуација, значи ние ќе имаме многу подетален чарт кога ги споредуваме и самите вредности на овие, значи во реален свет зборувам на овие чартови да ги анализираме. Значи моментално е само вежба да видите како би изгледало. Со тоа што гледате, значи еве во тој пробив што го кажавме, значи секој пробив над bull market support band-от очекуваме големо движење нагоре затоа што истиот беше успешен и беше со соодветен ретест кој што беше исто така успешен во овој сегмент. Значи моментално гледајте колку подобар перформанс нас ни носи Етериум, така. Значи затоа што немаме причина за запирање. Ниту една од овие нивоа не ја запра. Сега ние работиме на дневно ниво, рачунете, видите, го гледаме ова и на дневно ниво некогаш. Не многу помалку. Значи се уште ова е корекција, и во оваа ситуација на пример. Мораме да видиме како се одвиваат работите за да видиме дали би било попаметно. Не, значи гледате, цената на Етериум се уште расте, нема никакви знаци на запирање, додека цената на биткоин паѓа, што значи дека ние сме во одличен трейд моментално. Значи како што можеме да видиме, сега ова е веќе bull market, нормално дека во bull market, како што кажавме, ако се сеќавате на основното правило, bull market секогаш е попаметно да се држи Етериум за разлика од биткоин со оглед на фактот дека има многу помал market cap. Сега. Значи гледајте кај се наоѓаме од овој момент каде што купивме, гледајте го ова, а гледајте го биткоин моментално скоро да се врати каде што почнавме. Така, со оглед на фактот дека овој чарт ни покажува точно кога е време. Значи се уште не сме добиле ова е корекцијата. Во оваа ситуација е паметно да го смениме затоа што значи гледајте. Моментално Етериум се наоѓа во корекција, додека биткоин ја заврши својата корекција и се движи нагоре.
Така да моментално ќе направиме повторно флип во оваа ситуација, само прво да измериме, да видиме како сме постигнале моментално, значи од овој сегмент па нагоре до моменталната цена, ние сме во 85% плюс, значи не, кога ќе си го искоси чартот случајно, значи рековме 85% плюс, каде што ние уствари бевме моментално, ќе ставиме Т, да видиме колку би биле со биткоин во оваа ситуација, значи доколку го од овој момент би биле 58%. Значи повторно сме во солиден профит, 58%. Значи ние моментално имаме 2 од 3 успешни, со тоа што значи моментално сме во сосема солиден профит. Сега во оваа ситуација рековме дека ќе направиме повторно значи пресврт на чартот, значи во овој сегмент ние фактички променуваме повторно со оглед на фактот дека имаме корекција на цената на биткоин комплетна, а етериум само што почнал да прави корекција надолу. Сега да видиме дали е точно со оглед на фактот дека станува збор за bull market и blow off top, не можеме да бидеме комплетно сигурни, но во секој случај значи нели самиот чарт би ни налагал да работиме во оваа ситуација така. Значи во оваа ситуација ние се уште имаме нагорно движење на биткоин, но да видиме дали ќе бидеме во право. Значи се уште имаме успешен ритест овде, се ова е проблем. Затоа што имаме успешен ритест, оваа ситуација може етериум чартот и понатаму да расте неговата противвредност во споредба со биткоин, што значи дека не е лоша идеја овдека да промениме, значи да видиме дали ќе се придвижи нагоре. Само да, гледате, значи тоа е тоа што едноставно не можете да го очекувате некогаш, посебно кога станува збор за bull market. Значи гледате, фактички цената на етериум моментално буквално отиде во небото, со оглед на фактот дека најчесто ова се работи кои што не може да ги предвидите, со оглед на фактот дека двете се во bull market, не може да знаете која би била секогаш нели outperform, затоа што некогаш доаѓаат вести буквално на дневно ниво, кои што едноставно не може да ги чекаме. Значи ние моментално имаме биткоин и ќе мораме да почекаме, значи гледате, овдека имаме огромна корекција на цената, ќе мораме да почекаме цената да се коригира, значи никогаш не се купува на топ. Тоа е проблемот. Гледате, значи моментално цената воопште не планира да се врати надолу, значи мораме да ги намалиме чартовите повторно, да видиме моментално каде се наоѓаме. Само момент, да го намалиме соодветно и на така. Сега моментално ги мораме да ги преместиме подолу, затоа што истите премногу растат, а ние се наоѓаме на самиот почеток на чартот. Значи, во оваа ситуација и да сте сгрешили, значи секогаш може да промените. Нормално, со оглед на фактот дека моментално гледаме дека сме направиле мала грешка и гледаме дека оваа корекција е комплетна и е целосна, значи успеале овие нивоа да задржат, значи не е лоша идеја овдека да си ги да запреме со сопствениот лос, односно повторно нема бил лос, само што е многу попаметно да имате етериум за разлика од биткоин во оваа ситуација кога гледаме дека моментално и самиот перформанс ни покажува дека етериум е во огромен раст и едноставно овој blow off top би било глупаво да го пропуштиме, иако се наоѓаме на самиот bull market support band, станува збор за, значи гледате, ова е full blown bull market, каде што едноставно овие правила летаат низ прозор. Но во секој случај, значи ќе напоменам уште еднаш, техничката анализа ни покажува дека сме успеале да направиме соодветен ритест овдека и дека после овој ритест почнува етериум повторно да расте. Така да во оваа ситуација ние моментално ќе завршиме во овој сегмент и ќе пресметаме колку сме не во загуба, туку помалку во профит. Значи едноставно ќе го измериме тоа веднаш. Значи моментално сме во профит од биткоин 20,7%, што ние уствари го државме. 20, добро, доволно е 20%, ставиме Т, додека етериум би биле многу повеќе во профит. Значи сега ќе споредиме колку тоа би било. Со оглед на фактот дека мериме од оваа свеќа нагоре, би биле 59. Значи да, и оваа беше нели 59% и не заборавајте дека нели нормално кога би го правеле ова на нормален чарт, ние би следеле и вести, би следеле и секојдневни анализи. Ова е чисто вежба да видиме како би изгледало, значи доколку следиме во оваа ситуација само еден чарт, што е доста, значи од овој момент ние повторно се променуваме на етериум затоа што се гледа дека има многу поголем потенцијал, посебно како што кажавме, кога станува збор за bull market, така да во оваа ситуација кога веќе гледаме дека е потврден bull market, би било паметно воопште да не менуваме
со оглед на фактот дека во 90% од случаевите помалите маркет капови прават outperform на поголемите, како што е во случајот и со самиот Ethereum, како што може да видите. Значи, кога веќе знаеме дека се наоѓаме во bull market, што ни го потврди оваа ситуација овде, значи, дури и да е во корекција, повторно на крајот од денот, доколку го држиме во целиот овој bull market, нас повеќе ни се исплаќа да имаме, како што може да видите, значи тоа е разликата помеѓу традиционалните пазари и овие пазари, што овдека ние знаеме кога точно имаме bull market и знаеме дека правилото, како што кажавме секогаш, е дека се додека имаме bull market е попаметно да се држи Ethereum наспроти Bitcoin, значи, а тоа е како што можеме да видиме се додека овие свеки понатаму продолжуваат во Bollinger Bandот, значи буквално утврдуваме нов врв. Се уште има време за корекција, значи кога ќе видиме успешно барем две свеки во корекција, тоа ќе можеме да разговараме за евентуално променување. Значи тоа е добрата работа техничката анализа што вие постојано може да се коригирате, значи тоа нема да ве запре, че вие може постојано да се коригирате и да видите дека сте направиле грешка и навреме да ја исправите како во оваа ситуација, затоа што немаше солидна корекција и гледате, моментално сме во одличен профит, со тоа што кога ќе видиме дека имаме барем две свеки по ситуацијава, ќе можеме да значи во оваа ситуација веќе јас би разговарал за соодветен, значи за солидна корекција, со тоа што значи повторно ќе мораме да ги намалиме чартовите, вака, ги намалиме уште повеќе со цел да можеме да видиме точно што се случува, значи рековме мораме да ги поставиме точно на истата линија со цел да бидат соодветно корелирани за да може да имате правилна вежба, иначе едноставно нема да ги добиете соодветните резултати затоа што едната ќе биде многу поголема од другата процентуално. Секогаш мора да бидете екстремно внимателни кога правите вакви вежби, значи да бидат корелирани во иста големина двата чарта. Само момент. Се обидам точно да ги поставам. Мислам дека ова е практично. Ова е најдобро што можам. Значи во оваа ситуација гледајте колку би бил подобар профитот што го имаме моментално во Ethereum за разлика од Bitcoin и сега веќе гледаме две свеки каде што конечно bull market support bandот успеа да го Bollinger Bandот успеа да го задржи, да задржи цената во оваа ситуација. Гледаме дека двете се во корекција, но кога ќе утврдиме врв, подобро е нормално да се промениме во поголемото добро со цел да не изгубиме премногу, затоа што како што кажаме, bull market по малите маркет капови, bear market по големите. Со тоа што од оваа ситуација каде што сменивме нагоре, значи моментално гледајте, имаме во Ethereum сме во профит 45%. Значи во Ethereum рековме 45%, каде што ствари и ни беа вложени средствата, додека би биле во Bitcoin од овој сегмент само 9%. Значи, еве како изгледа кога ги следите овие чартови и не заборавајте дека значи самата техничка анализа и економијата е жива наука и мора постојано се коригирате со цел да се поставите најправилно на пазарот, така да ова беше едно од оние примери каде што видовме корекција, успешен ретест и нормално беше паметно да се промениме на другата страна каде што гледаме дека едноставно сме направиле грешка и таа грешка ја исправивме со тоа што овој цел речем bull market во оваа ситуација бевме во голема позитива. Сега да видиме дали сме го утврдиле точно врвот со тоа што значи ако и дури и да имаме dead cat bounce, дури и да имаме повторно раст на цената на Ethereum, доколку вие сме утврдиле значи самиот врв на одреден циклус, нас многу подобро ќе ни биде како што може да видите во оваа ситуација, многу подобро ќе ни биде. Значи до сега имаме нормално ретест на bull market support bandот, со тоа што знаеме дека после bull market што се случува, доаѓа до ретест на bull market support bandot и истиот е неуспешен. Сега мораме да видиме дали овој ќе биде неуспешен. Само момент. Че оваа ситуација се уште правиме ретест и се уште во Bitcoin е многу поисплатливо затоа што падот на Ethereum ќе биде многу поголем за разлика од Bitcoin. Еве гледате. Во оваа ситуација имаме ретест под bull market support bandot каде што веќе изгубивме овој сапорт. Да видиме што ќе случи понатаму. Не, успешно успеавме да се коригираме. Сега. Во оваа ситуација, значи, мораме да видиме каква е, да видиме дали понатаму ќе се движиме нагоре. Да,
Значи, ако успееме, не успешно, добро. Значи, гледате, работаме таквите нивоа, како bull market support band на неделно ниво, се најдобрите индикатори кои што ќе ни покажат дали моментално се наоѓаме во на правилната страна или не, како што оваа ситуација нормално можеме да видиме дека се движиме надолу, иако моментално се уште правиме ретест на bull market support band-от, значи конечно сме одбиени од истиот. Гледате дека се постепено се движи надолу. Значи се уште е попаметно да се има биткоин во оваа ситуација, со тоа што bull market support band-от постојано бутка цената надолу. Гледате, значи фактички ние овој неуспешен ретест, значи доколку сме држале етериум во оваа ситуација, само чисто да ви покажам, че ние се уште не испаѓаме, нема логика да испаднеме. Значи во етериум доколку сме држале би биле, во оваа ситуација би биле буквално на исто, 1%, ништо посебно. Додека во случајот доколку држиме биткоин, значи од овој сегмент каде што моментално се наоѓа биткоин до моменталната ситуација на биткоин, значи би биле 32-30% отприлика во плюс. И ние се уште не испаѓаме нормално, со оглед на фактот дека ни покажува самиот чарт дека се движиме комплетно обратно, че ја правиме оваа голема корекција. Значи сега додека не добиеме соодветна корекција од овие нивоа овдека, ние нема логика да променуваме ништо, значи буквално се наоѓаме во одличен трейд, каде што е попаметно да се држи биткоин. Се уште се движиме надолу, значи нема логика. Буквално ја гледаме само овој чарт, ништо повеќе. Значи да видиме дали во ситуацијава, значи веќе станува збор за успешна корекција од долните граници. Значи гледате, овдека имаме многу работи кои што ни помагаат. Имаме две нивоа уште од почетокот, имаме Bollinger Band-от, имаме 100 неделната средна вредност. Значи ова се солидни, со тоа што во оваа ситуација нормално дека веќе можеме да гледаме на момент каде што можеме да промениме, значи самиот чарт ни го покажува тоа. Значи моментално да видиме каква би била ситуацијата и да испаднеме од овој трейд. Значи моментално од Ethereum буквално би биле на ништо. Значи ги запишем 0 затоа што моментално се наоѓаме на истата ситуација каде што биле на самата промена. И обратно, да видиме што сме направиле со биткоин во оваа ситуација, значи само момент. Значи биткоин сме пораснале со истиот 28,8%, со тоа што имаме, значи 28 нека биде долу, не е проблем. А овдека ќе сме биле буквално на 0%, што е значи одличен трейд што сме го направиле. Сега правиме промена, значи во оваа ситуација ние значи моментално овдека сме завршиле со претходниот трейд и моментално држиме Ethereum. Сега да видиме дали оваа корекција е соодветна, дали ќе успее понатаму. Значи, моментално гледаме дека се уште прави обид за корекција, но нели кога веќе сме промениле, треба да држиме и да почекаме дали истата ќе биде успешна. Не. Добро, оваа ситуација, значи сме во загуба, но едноставно нема логика да промениме сега кога се наоѓаме во така речем bull market се уште. Значи, иако моментално, значи буквално сме на 0, затоа што профитабилноста падна и се врати повторно на ретест на bull market support band-от, кога веќе држиме Ethereum, едноставно Значи некогаш мора да почекате да видите дали овој ретест ќе биде успешен со оглед на фактот дека знаете дека се уште сме во bull market. Значи во ситуација би било паметно да почекаме. Гледате, значи беше успешна корекцијата од овие нивоа, но моравме малку да почекаме, нели, и да веруваме во доброто кое што го држиме во ситуација во Ethereum. Има повторен ретест на Bollinger Band-от. Сега, како што кажеме, се додека само мораме да ги намалиме повторно, со оглед на фактот дека стануваат се поголеми и поголеми, нормално како се движиме понатаму во овој чарт. Ќе ги намалиме соодветно. Значи кога ќе ги преклопиме, фактички се на исто ниво, затоа што почетоците ни покажуваат како да ги намалиме за да не бидат различни по големина и само треба да ги преклопиме повторно овде. Иако можеби ќе има некој мала процентуална разлика, значи идејата е да ги преклопиме вака, со цел да имаме оприлика барем да видиме како се тоа би изгледало. Значи во ситуација се додека се наоѓаме на горната граница на bull market support band-от, ние понатаму продолжуваме да држиме Ethereum затоа што ретестот е успешен, ја пробивме bull market support band-от и сега и понатаму нормално се додека не добиеме корекција од Bollinger Band-от, нема логика да престанеме. Значи и сега корекцијата нормално нема да завршиме веднаш, значи ќе почекаме барем уште една свеќа за да видиме дека ова навистина е корекција. Само момент.
Значи се уште се движиме нагоре, гледате. Барем две свеки да добиеме за да можеме да во оваа ситуација, значи втората свеќа, сега ќе би било паметно да го земеме профитот, затоа што се наоѓаме на корекција, неуспешен пробив и сега веќе оваа свеќа ни покажува дека навистина ќе почнеме да паѓаме надолу, со тоа што гледајте на пример од оваа ситуација од каде што почнавме, значи само за разлика, сега овдека почнува цената на Етериум горе негде, да, и истата моментално сме во 41,6% профит, значи ние држиме моментално Етериум, 41% профит, додека биткоин, да видиме што се случува со биткоин, значи биткоин би биле, овдека е цената моментално на биткоин, само 6%, гледате, значи само 6%, што значи дека повторно направивме соодветен избор, 6%, и моментално сме повторно многу повеќе во профит, затоа што го следевме овој чарт кој што моментално го имаме нацртано, и сега веќе со оглед на фактот дека навлегуваме во така речено соодветен bear, значи пак е на некој начин bear потек. Така да во ситуација мораме да промениме нормално со оглед на фактот гледајте колку сме значи нагоре едноставно и тоа да не забораваме дека ние моментално престанавме да правиме и нивоа и се само го следиме самиот чарт и основните индикатори. Значи затоа што иначе видеото би било многу подолго ако сега почнеме да правиме и соодветни, нели, трендови и нивоа и слично, така да ова е само чисто да видите со наједноставна анализа, наједноставни индикатори, ништо буквално не променивме, освен го следиме самиот чарт да видиме каде е попаметно што да се прави во гледате. Значи корекцијата е завршена, значи тоа добро го предвидовме со оглед на фактот дека нели мора да имаме корекција кога ќе се предвижиме во тој сегмент. Сега влегуваме во bear потек каде што нели повторно имаме ретест на bull market support бендот, кој што гледаме дека нели се уште ја држи цената. Да видиме дали ќе успее да задржи, нормално дека не, со оглед на фактот дека ова се големи циклуси и нормално гледате. Значи секој пробивање нагоре надолу ни представува еден bull и bear циклус и во ситуација на неделно ниво гледаме дека значи моментално се наоѓаме во bear циклус, че иако можеби е bear market, не сум проверил податите како е. Значи сега ќе мораме да обрнеме внимание да видиме дали овој ретест на трендот ќе биде успешен, но сега ќе видиме. Значи ретестот на bull market support ќе ни каже дали треба да влеземе повторно или не, затоа што ретестите најчесто се неуспешни, како што можеме да видиме во оваа ситуација. Секогаш имаме уште едно движење надолу пред да во оваа ситуација имаме успешно пробив нагоре, да видиме дали исто ќе се задржи, со оглед на фактот дека се уште сме во биткоин. Едноставно нема логика да го промениме, значи гледате, иако успеа да пробие над него, значи не се задржа, гледаме дека цената и понатаму паѓа. Добро, оваа ситуација може би било и сепак гледате, попаметно, значи гледате загубата во биткоин, гледате загубата во етериум доколку би биле овде. Така, значи во оваа ситуација нормално кога веќе влегуваме во bear циклус, а се уште немаме солидна корекција надолу, за да можеме да утврдиме кога би било време да се купи повторно. Гледате, значи неуспешна корекција, иако некогаш потраја нормално, значи гледаме дека bull market support бендот ја држи цената прилично долу. Значи сега веќе нормално влегуваме во нормален bear циклус, со тоа што овдека би било паметно нели да го направиме оној триаголник кој што се формира, чисто за да имаме представа каде се движиме, значи тоа е горната граница, ова би било долната граница, што значи дека моментално придвижување на цената доле во овој сегмент на овој триаголник би било паметен момент каде што би требало да промениме. Гледате, значи нормално најчесто овие корекции навистина успеваат. Сега да видиме. Значи нема да купиме се додека не се придвижиме долу на тој момент, затоа што најчесто овие корекции навистина, овие формации навистина изигруваат соодветно. Гледате, се движи се уште околу оние нивоа, но ако споредиме моментално во загуба би биле многу помалку во загуба доколку имаме биткоин за разлика од етериум, затоа во овој bear циклус нормално остануваме и понатаму да држиме биткоин се додека во оваа ситуација веќе не добиеме соодветна корекција и ретест на bull market support бендот, што би представувало дека можеби е време да смениме повторно. Тука ќе завршиме и ќе промениме од оваа ситуација, да видиме каква стои ситуацијата во овој момент. Значи од моментот каде што ние сменивме, ако сме држале етериум, би биле во загуба
само да видам, значи Ethereum беше, ова е Ethereum, би биле во загуба минус 132%. Океј, тоа е, значи, нели, не е соодветно, само да видам. Добро, со оглед на фактот дека станува збор за 3 чарта, нормално е да биде ваков тип на, просто, значи, сега ќе видиме. Значи, се коригирала цената од 803 до моментално 162. Значи, на овој дел може да ги видите овдека, само да видиме точно колку било тоа во проценти, сега ќе пресметам јас. Значи, од 800 до 150 прилика негде се коригирала цената. Значи, цената моментално се коригирала од 800 до 150 прилика негде околу 80%, грубо кажано. Значи, сме имале корекција на Ethereum 80%, додека, да видиме што се случи, само да го запишеме тој дел. Значи, Ethereum, рековме, оприлика 80% во минус. Додека како сме држале Bitcoin, што ги го направивме моментално. Значи, во Bitcoin ние би биле, само да погледнеме поред цената, значи во тој момент Bitcoin бил негде околу 8300, а моменталната цена е 4400. Значи 50%. Грубо кажано, нели, од 8000 до 4000 50%. Што значи дека ние сме биле 50% во минус со тоа што пак ќе кажам, значи, нели, ова е што сме одлучиле да направиме. Сега, значи, моментално можеме да погледнеме дека во поголемиот дел од случаи, значи ова беше чисто да ви покажам како изгледа, нели, направивме неколку трейдови, неколку промени на самиот флип од еден во друг чарт и гледате сега. Првиот во ред, значи направиме само 31%. Во вториот направиме 48%. Што значи дека во првиот, на пример, сме биле во загуба. Сега, на пример, ќе направиме, значи затоа што ни било неточно, ќе направиме само момент, значи затоа што сме одбрале неточно. Да видиме колку точни, колку неточни сме одбрале. Овдека нормално сме одбрале точен, значи точно сме направиле. Во оваа ситуација повторно сме направиле точно, со оглед на фактот дека сме направиле 85% наспроти 58%. Во оваа ситуација неточно. Значи да видиме како прилика ни изгледа чартот, овдека сме направиле точно, овдека сме направиле точно. Во оваа ситуација исто така сме одбрале точно, со оглед на фактот дека има многу полен профит, и во последната каде што имавме многу помала загуба за разлика од Ethereum, значи ние имаме 6 наспроти 2 точни и неточни одлуки кога сме одлучувале за само според овој чарт. Значи без другите, само според овој чарт можеме да видиме дека имаме 6 наспроти 2 точни со неточни одлуки за тоа дали е попаметно да се движиме во Ethereum или во Bitcoin во одреден чарт. Како што можеме да видиме само со следење на овие основни индикатори и основните познавања кои што ги имаме техничка анализа, така да можам да кажам дека, нели, како индикатор, како уште еден дополнителен чарт кој што можеме да го следиме, е доста позитивен, што можеме да го видиме во ова пробно тргување. Значи нема логика да продолжиме понатаму, гледате дека едноставно не постои индикатор или не постои техничка анализа во која што вие ќе бидете 100% во плюс. Значи не постои. Овие работи се сосема нормални, едноставно некогаш постојат работи кои што не може да ги предвидите, како што е одредена вест која што нормално не ја пишува на самиот чарт. Така да нормално е да имате и неточни одговори, нормално е да имате и неточни анализи, значи не може секогаш да бидете во право. На крајот од денот, она што е најбитно од техничката и фундаменталната анализа е да бидете повеќе од 50% во право. Значи се додека сте повеќе од 50% во право, на крајот од денот вие сте во профит. Така да имајте го тоа превид секогаш кога правите чартови, нормално е да се греши, нормално е некогаш да едноставно не може да ги следите сите работи, има вести кои што не ви ги кажале, има некои индикатори кои што не ги знаете се уште, или можеби не сте обрнале доволно внимание, сте пропуштиле некоја формација индикатор, тоа е нормално. Така да, како што кажа уште еднаш, се повеќе знаење ќе ви донесе се повеќе ориентација за тоа каде се наоѓате во еден циклус, во еден трейд. И кога гледаме на инвестиционо ниво, како што можеме да видиме во оваа ситуација, че ова е инвестиционо ниво, ова е одлуки кои што би ги донесувале на повеќе недели со споредба на индикатори, со споредба на чартови, фундаментални анализи, да видиме дали е попадно да држиме едно или друго добро во одреден циклус од биткоин циклус, така. Дали е bear или bull. Така да, ќе напоменам уште еднаш, како што можеме да видиме, значи досега сите индикатори, се што сме правеле, покажува дека е многу по-позитивно од негативно, затоа што никогаш не постојат перфектни индикатори, перфектни чартови или перфектни формации, например. Значи,
Продолжуваме и понатаму, ова е уште еден од оние индикатори кои што ги користиме во нашите технички анализи од сега, посебно кога станува збор за овие големите Ethereum и Bitcoin, додека за помалите каде ни е достапно ќе го користиме, затоа што не секогаш, посебно кога станува збор за нови чартови, за нови коини, едноставно ги нема во споредба со Ethereum и Bitcoin, затоа што нема доволно информации, се уште не се доволно на пазарот за да може да бидат споредени. Како на пример DOT чартот, ако се сеќавате, истиот е колку 12 колумни, едноставно нема многу за анализа затоа што не е долго на пазарот. Но како и да е, и понатаму ова е уште едно оружје во нашиот арсенал кога станува збор за техничка и фундаментална анализа, така да се надевам дека ви се допадна ова што моментално го правевме и се надевам дека ќе научите доста. Ја верувам дека ова денеска е многу поинтересно кога станува збор за примена и верувам дека многу повеќе ќе ве привлече да го гледате за разлика од претходните, но како и да е. Како што кажав, може да видите и сами, резултатите се доста видливи, ова го правиме пред вас, директно, нема бекап, нема второ снимање, значи директно го правиме, така да имајте во предвид дека кога ги правиме овие работи директно, едноставно не ви даваат шанса да може да манипулирате или да измислувате податоци само за да може да ја направите оваа работа да биде попредставителна. Значи гледате и сами, го правиме директно во еден шат, кај нас нема ретест, нема пресними, нема пресечи, значи едноставно се уште не знам ни како да ги правам тие работи за да можам да го сменам тоа. Така да како што кажавме, се што правиме директно, правиме во еден шат, и може да видите кои се резултатите. Сега за сега јас мислам дека како за вас така и за нас се доста позитивни, затоа што и ние дополнително учиме оние работи кои што не ни се јасни, мораме да ги разјасниме пред да можеме да ви ги представиме вас и на тој начин јас лично како да речем одговорен на портфолиото на нашата група сум буквално пред самиот пазар со тоа што постојано морам да учам со цел да можам да го презентирам тоа и пред вас, а нели да го знам и за себе за да можам нели да го искористам во нашето портфолио. Така да продолжите да учите и понатаму со нас, гледате дека нашите содржини не престануваат, ние понатаму ќе гледаме што вас ви е потребно со цел да го согласиме нашиот канал на тоа што е битно за нашите назад во Македонија да го научат и на тој начин да направиме уште подобро со работа. Ја ви благодарам значи за поддршката како и секогаш. Единствено што бараме доколку имате некој што сака да го научи ова, споделете го со него, значи нема логика да имаме бесплатен материјал кој што сме се потрудили да го направиме, а да не стаса за луѓето за кои што е направен. Така да слободно во било кој време доколку има било кој што сака да научи за чартинг, да научи за техничка анализа, фундаментална анализа, споделете го ова со него, ќе биде позитивно за него, макар и да можеби не се сложува со нас, ќе види значи друго размислување, друга алтернатива и перспектива и на тој начин ќе може подобро да се устручи во овој сектор самиот за себе. Така да уште еднаш ќе напоменам, значи сите критики се добре дојдени, се додека се конструктивни. Нормално ние не знаеме се, учиме и понатаму, затоа и многу често кога имаме одредени показатели од нашата заедница дека нешто не е направено како што треба, гледаме да го исправиме, гледаме да го направиме соодветно со цел овој канал да биде за цялата заедница, не да биде само ние ви зборуваме, а вие треба да слушате, значи не е таков тој канал. Така да се надевам дека тоа го цените и значи верувајте ми се дека јас сум одговорен на каналот, тоа ќе продолжи понатаму. Ви благодарам на целата поддршка и се гледаме во следното видео. Значи во текот на утрешниот ден може да очекувате вести од наша страна, затоа што е понеделник, нормално вторник ќе биде техничка анализа како и вообичаено. Значи тие се основните работи кои што секогаш ќе очекуваме на почетокот на неделата, со тоа што една мала напомена, јас искрено изгледа дека ќе треба да внесам 2 дена од неделата за вести, со оглед на фактот дека има доста случувања сега во bear market. Замислете што ќе случува понатаму во bull market, што би требало да ги обработуваме. Значи, надградби на проекти, одредени случувања во финансиската сфера, што се доста битни за криптосферата, така да можеби не е лоша идеја да го ведеме уште еден ден за вести. Ќе видиме, значи сето тоа е според потреба, ќе пробаме, ќе видиме како ќе се одвиваат работите. Како и да е, се надам дека сте задоволни со нашата работа. Гледате, продолжуваме и понатаму, така да имајте добар ден и се гледаме во следното видео. Поздрав од Криптогемичија.